Почитувани мој, добар ден во новата 2023 година. Повторно сте со мене, што значи дека она што сакам да ви посакаме оваа нова 2023 година пред се да ви биде исполнета со многу здравје и убави моменти, се да се одвива онака како што сакате токму вие. А оно што сакаме ние во продолжение е секако да ве подготвиме за новата тема со која што ќе стартуваме во оваа нова работна недела. Порано во центарот на градот беа фабриките пластика, алумина. Значи, Скопје порано имаше многу изговори за тоа зошто се загадува воздухот. И ако зборуваме за фабриките, ќе ги споменеме дека тогаш се зборуваше за металски завод. Тито, Охис, Треска, Железара, Стаклара. Но Скопје не беше вака загадено. Или било, а ние не сме знаеле за тоа. Скопје е постојано, но вчера и Кавадарци, и Струмица беа во топ 10 најзагадени градови во Европа. Ништо подобро не е и во останатите градови, како што се Велес, Битола, а во скопската населба Лисиче квалитетот на воздухот опишан со еден збор – нездрав. Гевгелија Куманово и Кочани нема податоци за овие градови, а најголемо изненадување беше дека и Берово, верували или не, влезе на листа топ 10 најзагадени градови. Верувате ли воопшто, тоа ве прашуваме на податоците од мерните единици. А кога сме веќе кај мерната единица за тоа каде можете да лајкнувате, шернувате и коментирате, работите не се менуваат и во 2023 година, што значи задолжително заследете на Facebook, Црвена линија, секако тука и на Twitter ги објавуваме темите, а она што можеби ќе ни биде многу драго да бидете дел од инстаграмското семејство, каде што секојдневно ќе може да учествувате во нашите анкети. Кога сме кај денешната Инстаграм анкета, имаме едно единствено прашање на Инстаграм стори за сите вас, а тоа дали единствено ветерот може да ја очисти оваа земја Македонија. Одговарате со да и не. Оние кои што ќе се вклучат во дискусијата, се знае телефонскиот број останува ист 023070005, а во продолжение ќе се загрееме со прилогот на Тамара. Граѓаните ги извадија маските против ковид, но повторно ги вратија поради загадениот воздух. Проблемот со загадувањето никако да се реши. Луѓето ги поминаа празниците во магла, а и по нив ситуацијата остана иста. Сонцето се обидуваше да се пробие во текот на целиот ден, но смогот остана. Маглата се расчисти, загадувањето остана. Скопје денеска е на врвот на неславната листа на загадени градови, единствено од Балканот во друштво со Багдад, Калкута, Делхи и Вухан. Иако ситуацијата е алармантна, средствата за заштита на животна средина се намалија за дури 44%. Според екологистите, буџетот не е толку важен фактор, туку е потребно надлежните да знаат како да управуваат со него. Неопходна е стратегија. Ние и до сега имавме огромни буџети за животна средина, меѓутоа не ги трошевме парите наменски за тоа зашто требаше. Очигледно и затоа и ефектите недостасуваат. И сега ви од 200 милиона годишно пари прибрани на име на еколошки такси да живеете во ваква отровна држава е феномен сам за себе. Додека граѓаните се гушат, политичките партии барат изговори и меѓусебно си ја префрлаат вината. Советниците од СДСМ поднесоа иницијатива за одржување вонредна седница на Советот на град Скопје за загадување на воздухот. Очекуваат поддршка од ВМРО ДПМН како најбројна советничка група. Велат, сега не е време за политика, туку за делување. Итно зголемување на бројот на автобуси на сите линии во јавниот градски превоз. Воведување бесплатен превоз за сите граѓани во Скопје. Итна пренамена на пари во буџетот на градот Скопје за зголемување на средствата за борба против аерозагадувањето. Финансиска помош за училиштата за адаптирање на системот за затоплување на еколошки енергенси, односно замена на котлите во системот на затоплувањето. Загадувањето ги влоши респираторните болести, ги наполни амбулантите. Лекарите прегледуваат по стотици пациенти дневно. Најмногу на удар се децата и хронично болните. Еве и ќе надополниме дека меѓу партиите нема договор околу решение за загадениот воздух, само префрлање на вина.
Црвена линија секако секој некој што ќе се вклучи денес ќе го праша и до кога ќе има препукување според вас меѓу партиите без понуда за решение за проблемот. А јас ќе си дозволам тука еве да кажам дека бев во една земја, односно северните земји, конкретно Данска, и понашто ќе ја паметам сега кој не знаете какво е чувството да се дише целосно чист воздух. Зошто воопшто на политичките партии немаат решение, ниту пак одговор за она што е најважно, а тоа е воздухот што го дишеме за да можеме да живееме. Така да, драги мои, она што е алармантно дека и останатите градови низ земјата високо котираат на листите во Европа по загаденост, а ако имаме и некој од Берово да ни се јави и еве буквално да не просветли како е можно најчистиот град во Македонија да се појавува на листа по загаденост. Одиме со првиот гледач за ова денешно издание. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро. Први да ви им го честитам на професионалните луѓе во Македонија и во целиот свет празникот, вечниот празник за Исус Христос. И ова, а за загадувањето, јас сум жител на Скопје. Роден сум во Скопје. Позна бетонска град на Скопје, го направија само со бетон. Нема, ова е дупка Скопје, котлина е. Нема издувување на ветер. Тоа нека го знаат и градоначалниците, и претходните, и сегашниот, и политичарите, корумптирани се. Ако сака тоа да го направат, да не се гради Скопје со големи, високи згради, може да не биде тоа да нема загадување. Али, например, сега и порано сме се грееле со дрва и со чумор. Па немало толку. Јас сум работел во караселија. Ама немало толку. И преска рековте, и Пас, и Охрис, и Железара, немало толку загадување во Скопје. Не знам како тоа е можно да биде сега, во ова задните 30 години, да биде градот најзагаден во светот. Скопје. А еве се добива впечаток дека барем оние кои што треба да го решаваат проблемот како да не го дишат овој воздух. Ама не бе, господја, ја ќе ви кажам, тие се најпред се коруптирани, гледаш како да стават пари у джеп, за народ не им интересира многу. Ние самите народот, граѓаните на град Скопје и на цела Македонија треба да станат и да им кажат стоп, не ви се само, ова треба да стопират градење. Благодарам многу пред се што и ве со вас стартувавте, го пробивте мразот во црвена линија. Големо благодарам и секако топло препорачувам да останете до крајот. Дискусијата може да продолжи и со вклучување на новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, ако може и малку погласно. Благодарам. Јас не сум од Берово, конкретно ќе зборувам сега за воздухот во Берово. Ајде, повелете. Затоа што на 1 и 2 јануари бев во Берово. Берово, одговорно тврдам дека еден од најчистите градови во Македонија и дека на 1 и 2 јануари шетав низ градот и двата дена беше сончево и топло, температура најде 13 степени и тамо нема загадување. Тамо е чисто, најчисто. Бев изненаден кога слушнав на 3 јануари дека меѓу градовите во Македонија, како што се Скопје и Гостивар, го ставија и Берово. Тоа не е точно, тоа е дезинформација, ќе треба да им се извинат медиумите на граѓаните на Берово. Тоа значи дека апсолутно според вас не треба да им се верува на податоците од мерните единици. Токму така, тамо нема мерни инструменти, а кој го е нашол тој податок, тој нека му биде на душа, тој лаже, значи тоа не е точно. А ева околу загадувањето според вас каде гледате решение и кои се факторите да... Решение нема, ситуацијата временска е таква како што е, има голема количина на влага, а нема ветер и тука се ствара во котлината во Скопје нема проветрување, има многу за Скопје има преку 200.000 возила. Возилата највеќе загадуваат. Покрај другите работи, фабриките што загадуваат и овие што се греат на дрва, значи и возилата. Во Скопје е спас само да дувне ветер, да однесе маглата и да има чист воздух.
Така, бескрајно благодарам и вам што се јавивте во Црвена линија. Еве, слушнавме од гледач кој што веќе за празниците бил во Берово и факт е дека Берово е вистинска оаза за оние кои што сакаат да уживаат во чист воздух, но според последните мерења, за жал и Берово се најде на листата по загадување. Што мислите вие, треба ли да им се верува пред се на мерните единици и каде го гледате решението, бидејќи на вистина е недопустливо барем во светот да бидеме први по загадување? Добар ден. Да, добар ден. Вие сте во Црвена линија. Поздрав. Голем до вас поздрав. и до телевизија Телма. Прво и основно, ќе ви кажам нешто што во Македонија, ќе ви го кажам тоа, 2012 година се случува. Пред 2012 не се случуваше. Урбаната градежна мафија, секаде низ Македонија, ги затворе провевите. Ако погледнете, водно, до средно водно е затворено. До средно водно. Од каде сакате да имаме ние чист воздух во Скопје? Зошто порано во Скопје, кога јас сум 70 година бев во Скопје, немаше вакво загадување. А еве како објаснувате што и Кавадарци, и Струмица, па дури Берово се спомнува? И Битол, и Кавадарци, и Струмица, и Прилеп, истата урбана градежна мафија ги затворе провевите. Во тој е контекстот. Не е од возила, не е од ќумур или од дрва. Загадувањето е директно од таа градежна урбана мафија, каде што ги затворе сите приводи на оној ветер кој дуваше Вардарец, поготово низ Скопје. Верувајте ми, јас живеам во Ново Лисиче, ние имаме стално ветер овде. Сега ветрот го нема, зошто? Еве, а Лисиче, квалитетот на воздухот опишан како нездрав. Како е во Лисиче? Па искам да ви кажам, овде се работи за некои работи кои што треба да ги затворат тие градежни урбани мафии на секој 10 метра зграда се става. Така, еве, она не случајно го споменавме Лисиче, бидејќи гледачот откри дека живее таму, кој што 5 дена поред Лисиче како населба е над дозволеното. Значи, најголем максимум на загадување токму во Лисиче, тоа 5 дена поред. Во Скопје, па сега и во останатите градови, некако воздухот почна да ни добива и боја, и вкуса, особено и мирис. Сето тоа има реперкусии врз целото здравје на граѓаните на оваа земја. Ајде да слушаме што ќе каже следниот гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Дали сум во прво? Да, во Црвена линија сте, повелете. Вака сега. Се збори само за Скопје. Скопје е една септичка јама, што се приберени сите тие што се жалат за воздухот. Никој не ни пречи ни за воздухот. Кој ни пречи за воздухот? Воздух не можеш да имаш ти. Од кај се дојдени сите тие мештани што се јавуваат, воздух нема. Воздух може да има, како нема. Разговорно имаме воздух кој што е толку загаден и разговорно се вели немам воздух. Како може да биде воздухот толку загаден? Воздухот не може да биде толку загаден. Значи, воздухот не може да биде загаден од урбана мафија, од оваква мафија, од онаква мафија. Сите мештани. Скопје се знае колку луѓе имало Скопје, Маđар мало, Дебар мало, ова мало, она мало. Сите тие имаат и планини, и куќи, и ова, и она, ако сакаме. Не може само да збориме за Скопје. Скопје загаден воздухот. Според вас не е загаден воздухот? Загадени се луѓето. Мештаните се загадени. Така, значи мештаните влијаат според вас? Мештаните таму што се дојде, од кај се дојде, нема тие. Добро, благодарам и вам за јавувањето. Ете, слушате, секој гледач има своје видување, можеби неколку пати се повтори мислата дека можеби преоптовареноста и зголеменото градење, односно пребукирање со згради и блокирање на воздухот, течението на воздухот во главниот град е една од главните причини. Но секој гледач има свое видување, па еве да слушнеме што ќе каже следниот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, секој добро, вие сте во Црвена линија. Се јавам за
Чисто за темава. Секако повелете. Што се разговара. Ја не живеам тука негде околу 12 години. Дојдов после 4 години и ова го немам видено никогаш до сега во живот. Каде живеевте ако не е тајна? На Миконос сум јас, А, на така. остров. Ете на морски воздух. Да, и не е до ова што се каже дека е загаденост, дека нема ветер, дека такви работи, мислам, там само е да се збори. Секој има право да каже што сака. Ја кажувам со некои информации кои ги имам добиено, тоа е се од отпадот што се носи овде и што се гори во нашава држава, како нашава држава, Бугарија, Србија, затоа имаме и најзагаден воздух. Тоа ќе Тука биде и треба да тема се во наредно издание на Црвена линија. Молам? Тоа ќе ни биде и тема, еве да ви откријам во некое наредно издание на Црвена линија. Да, ви кажувам, значи тука треба да се обрати внимание, а не да се обрати внимание на дали ветер треба да дувне, дали не, ние на Господ не можеме да му наредиме дали ќе дува ветер или нема да дува, и порано така беше. Дали дува или не дува, воздухот беше чист. Јас сум 53 години човек. Значи, да ги заборавиме тие работи и да мислиме на тоа кој отпад се носи од страна од Европа и што се гори овде, во овие држави. Многу ни е драго еве што проговоривме преку вас за ова, а ние како Црвена линија ги следиме токму овие случувања и се подготвуваме во што поскоро време да имаме токму тема на дневен ред со која што ќе проговориме токму со вас. Благодарам за јавувањето, секако продолжете да не гледате, бидејќи во моментот ќе вклучиме и нов гледач во Црвена линија. Добар ден! Добар ден, возителке. Секој е добро, се најдобро во новата, се разбира. Фала и на вас, благодарам. Па еве, како ги коментирате? Што ќе коментирам ова? Види, оној пред 2-3 што се јави од Лисиче, тој дошљак бил, тој нема појма што како било Скопје. Што мајка барал да доаѓа од Скопје? Што не седел таму? Та исто беше. Ја од 60-тите години, од Рачево до Кисела вода не можев да одам, со колата ќе застанам, да видам што има, како е, кај сум да не сум залутал и поново ќе влезам, не се гледаш прст пред око. Скопје е мочурливо тука Лисиче и стално е така беше загаден. Ја ќе ми доја на гости моите, ај спите да не одам, не бе, не можев да спијам. Абе загаден, не може, не се гледа прст пред око. Ќе си одам дома и ќе тоа. Знаете Нема да дека каже маглата проблем, може нема да се од тога појави да- каде што нема има ќе- влага, но не значи дека е и смог. Абе исто беше. Многу дрва палевме, тогаш немаше плин ништо. Па многу цвена дрва беа. Тоа е глупости ја за мене. Немаше една зграда, све тоа бабчи беа надоле. До Кисела вода 2-3 куќи беа. А има ли решение еве да не дишаме вако воздух? Решение контрола, инспектори, ако некој загадува само општините, да пуштат инспектори строго секој фирмиче да го претресуваат. Само е тоа лек, друго нема. Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Одиме понатаму, верувам дека имаме веќе веднаш нов гледач. Добар ден. Ало, Добар ден. Видите, има повеќе фактори и научно докажано кои можат на некој начин да го намалат за загадувањето. Урбанизмот доста дискутираја, урбанизмот центар го претвори во затворен простор на ружата на ветрови. Приградскиве населби, доградби, надградби, влегување во бавча еден на други, па грејење на дрва, таму нема друг начин, сето тоа допринесе да се створи ова. Трето, не еколошки возила влегуваат со фактор 2, фактор 3, а Европа веќе седмица ке воведи. Четврто, индустријските објекти. Индустријските објекти мора да бидат контролирано непрестано, затоа што тие исфрлаат обавезно ПМ честички 2,5 или 10. Така да мора да се направи една стратегија, не само за Скопје, за сиве градови и другиве градови се пренаселени. Урбанизмот го направи своето. Скопје има миграција огромна. И сите тие граѓани
се градат ради нив згради и се затвара ружата на ветрови. И тоа ќе продолжи во иднина. Тука нема спас. Али мора да се размисли и за другиве работи. За еколошки возила и индустријата филтри. Благодарам, искрено цениме што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Морам да признам, гледачите досега навистина давате одлични и идејни решенија, но меѓу другото и констатации за кои што еве можеби некој од другите гледачи и не слушнал досега. Како и да е, продолжуваме понатаму, ги охрабрувам и оние еве ако имаме некој да не гледа од Берово и да ни ја објасни енигмата зошто Берово како еден град кај кој што е препознатлив по чист воздух се најде на листа на загадени градови. Добар ден. Добар ден, господица Тина. Се надевам дека се е добро и посакувам така да остане во целата 2023 година. Христос се родил, Христос се родил. Тина? Да, ве слушаме. Што ќе кажете? Навистина се родим. Гојначка од Гевгелија? Одлично. Гевгелија не е на мапата на градови загадени. Гевгелија не е Божи рај. Божи рај не е Гевгелија. Ние тука не пали радо за Библии и Свето писмо. Затоа ќе биде загадено со секаде. Така. Поздрав многу. Ние тука не е убавина у Гевгелија. Нашата Гевгелија и нашата опште. Така, нека се трујат народот тамо што не веруваат во ништо. Господ нека ги загадува. Ајде, поздрав. Поздрав, благодарам за јавувањето. Ке потсетиме дека градовите како што се Гевгелија и сега точно ќе ви кажам, значи градовите како што се Гевгелија, Куманово и Кочани ги нема на листата, но најверојатно не е вршено мерење. Таму како и да е, она што изненадува е дека Берово се најде на листата, но имавме гледач кој што токму за празниците бил во Берово и вели дека навистина е рај да се дише чист воздух. Така да не се сложува со она што го велат податоците. А што вели следниот гледач, ќе дознаеме во наредните 90 секунди. Добар ден. Добар ден за водителка, добар ден до телевизија Телма. Благодарам, секој е добро во новата 2023. Сега ќе ви кажам за загадувањето. Јас сум од Струмица, конкретно ќе говорам за Струмица. Повелете, баш би сакале да знаеме како е. Сега ќе ви кажам, како може во Струмица да биде чист воздух? Од Струмица за Радовиш 7 километра индустријска зона. Значи најплодната земја што е прва класа, што дава пшеница до 1000 кила индустријска. Од Струмица према бугарска граница. Мислам да кажем од западниот дел круг спрема јужна страна. Се е индустријска зона. Значи од Струмица према бугарска граница до село Турново, да кажем, се е индустријска зона. Значи индустријска зона. Како нема да биде загадено? Значи тоа е чудо. Значи се чури, се пали, се прави, се како да сме во Бејрут. Сега тука има и друг проблем. Што е плодното земјище завршено. Веќе во Струмичко веќе фоли, бостани, пиперки нема садење. Значи ова е најплодниот дел од Струмица. Сега има друг проблем. Поради загадувањето, индустријска зона, сега земјоделци не може да си влезат во нивите. Сега нема патишта. Индустријската зона ги сопира се земјоделци не може да си влезат во нивите. Значи, ова е дива мафија, како да кажам, диво град би се направило, значи само за пари продадено. Тие индустријски зони требаше да направат од Струмица негде по планините на 7 класа, 6-та, 7-та. Дали сметате дека еве во таа индустријска зона има воопшто поставено филтри на индустријските објекти и се врши некаква контрола? Не, нема филтри поставени, но нема ни вработени, се по еден вработен. Јас чудам како работат. Така, благодарам. Ке подсетам само, внимавајте на времето, но нека не ве спречат овие 90 секунди да се јавите уште еднаш и сега кога имате потреба да се доискажете, направете го тоа. Отворени се 5 линии, така да може и репете јавување. Во продолжение ќе вклучиме и нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Се најдобро во новата година и верувам подобар квалитет на дишење на воздух. Се најубаво, живи, здрави да сме сите. Да, ало. Да ве следиме, повелете. Вака се сакав да кажам.
Прво, среќен празник на сите, да се живи и здрави и од сите вероисповести, без разлика кои се. Значи, уште 200 емисии да направиме, сите знаеме од кај доаѓаат загадувањата. Значи, ни урбани мафии, ни крадење, ни мадење. Јас сум стар скопјанец, значи порано не се гледало прст пред око, што викате вие со вас се сложувам дека знае блага да направи магла. Ние на едно метро не сме гледале код деца ако сме искачале. Значи, владите убаво знаат, без разлика кој се, не сум партиски определен. Чисто зборам од човечки аспект сега за добробит наш. Значи, имаме приходи, зашто сме дали амин на туѓинци да ни горат тука отпад. Знае Берово да е загадено, Охрид да е загаден, Скопје. Значи, тоа нема врска. Коли се возеле стари, значи ние на времето ни Еко 1, ни 2, ни 3, ништо сме немале. Најстари со 101 и со Фичовци сме иделе по мориња, па не било загадено. Значи, владата да се искочи, да си каже или да се откажеме од тоа што примаат, зашто ниеден релевантен од нив не искочи и да ја каже вестината. Благодарам многу за вашето јавување во црвена линија. Ете, слушате и гледате какви видувања имаат гледачите, дискусијата може да продолжи. Секако сакаме да слушнеме кој е вашиот став, и ги охрабрувам останатите кои што еве сте и од Кавадарци и Струмица, да ни откриете всушност која е реалната состојба и зошто се наоѓаат меѓу најзагадените градови во Европа, а Скопје е лидер и во светот. Она што е изненадувачки дека продолжуваат тензиите и препирките помеѓу политичките партии, како што се СДСМ и ВМРО, околу тоа кој е виновникот да биде загаден воздухот за сите во Македонија. Се добива впечаток како да дишат некаков увозен воздух и како да не се директно ниту тие, ниту се разбира нивните најблиски засегнати од она што се вели дека без воздух не можеме. Тоа е факта, особено ако имаме ваков воздух по кој што сме и лидери во светот, тогаш што останува да мислиме, дали воопшто доаѓаат тука на состаноци, ја водат земјата, а може би дишат некаде на друго место квалитетен воздух. Ова е веќе за доброто на сите. Одиме со вклучување на друг гледач. Добар ден. Добар ден. Благодарно. Вас што да видим, але ја сакам да кажам, свети празници, за загадувањето сите валицаки. Кога трупаа Скопје, цела Македонија да живее таму. Па од македонски камените живеат од Скопје 200 души. А нека се врати, ако сакат чистот. Како не? А ето фабрика на Творец. За 200 души ќе остане у Камици. И у Бигло ќе остане, а не најдат од фабриката. Фабрики треба се отворат од селото. Значи, по селото. Од 200 души да работа. Те чисто Скопје. И чисти градови. А не, автомобили, ова, да загадуваат те автомобили, овде ти не треба. Само загадуваат тие фабрики кои корат, базат. А вие од каде ни се јавувате? Од Кавадарци беше? Од Македонска каменица. Како е воздухот еве во Македонска каменица, не сме спомнали? Сега не. Тоа дека се переше на улиците, не сврнеше на ништо. Сега не се перат улиците, ништо не се сврни на бенцин. На бенцин сврни. Не да бе. Какво не било никош. По каменици. Вазата лежи чута лежи на 100 метра. Од онијата. Те загадат сега. Кога Берово загадат на Македонска каменица. 90 секунди, благодарам што ги искористивте и се вклучивте во црвена линија. Секако следниот гледач веднаш ќе го прашаме до кога според вас ќе има пропукување помеѓу политичките партии без да се понуди било какво решение на овој проблем. А и самите тие како граѓани, луѓе се директно засегнати и тие го дишат овој воздух. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро вам, се најдобро во новата 2023. Благодарам и на вас исто. Видете, воздухот во Скопје Светилија не го решава. Не се лажеме, да не филозофираме многу и да не кажуваме приказки.
Еве, ајде да се согласам дека во цементара се гори отпад и во железара. Кажете ми, која друга голема фабрика Скопје има, ама ќе ви ги кажам ја претходно кој ги имал во центарот на градот. Алумина работи? Не работи. Тапталиџе, топланата на што е на гасе? Работи? Работи на газ. Маврово, базите и гранит сервисите не работат. Карпуш фабриката не ви работи. Кокта фабриката не ви работи. Под каде Карпуш е најзагаден, сакам да ми објаснат? Сите се греат на парно. Каде центар, што е центар загаден, сакам да ги прашам сите да ми објаснат. Ајде за Лисиче аеродром, да речеме цементара, железара, автокоманда, гора увезен отпад. Центарот што е загаден. Вие од која општина ни се јавувате ви тоа да ни... Од Бутел да ви кажам, право, јас сум урадишани, на високо сум. Вие сте доле, у Дупка сте многу. Ево, Дупка сме. Да, јас сум горе на Рицум горе. Знаете ли што е проблемот? Проблемот е што кај нас сите стручњаци само зборат, а никој не искочи да види со студија. Пред 4-5 дена беше на друга телевизија покажана една карта. Пазете, јас случајно го забележав тоа, не знам дали и вие сте го забележале. Дали некој се прашал ние дали имаме влезен загадување на воздухот? Да речеме не да доаѓа од триаголникот Косово, Црна Гора нешто. Дали некој мерел таму на таа страна? Никој не мери ништо. Да, интересно е тоа што во ноќта загадувањето е 2 пати, може би 3 пати поголемо од она што е загадувањето преку ден. Како и да е, загадувањето е присутно и она што станува страшно, станува од ден во ден и се поалармантно, и мислам дека навистина не треба воопшто да бидеме горди што сме први во свет по загадување. Добар ден. Хало, добар ден, среќен ден. Среќен ден и уште посрекна нова година. Ево тоа да ви посакам. Препукувањето на овие власти што е пуста државава не ги интересират воздухот, ги интересира пленот, што колку може повеќе да украдат. А дали тоа значи дека они не дишат на воздух? Дозволи. И што побрзо да ја уништат Македонија, за да не одговараат за пленот. Тие има толку нафатирано за 30 милиарди пари исцрпено и сега зошто се слагат со се и се што Македонија да се уништи, да ја снемат, Европа да стави капа од озгора. И тие убаво, пријатно да си заминат со перичките. Затоа не ги интересира ни воздух, ни народ, ни националност интересира, ни државност, ништо не ги интересира. Јас да ви кажам, не ми смета воздухот, затоа што си дишам кога ќе ми треба, а кога не ми треба не дишам. Не мора да дишам, си чутам. Од каде ми се јавувате? Какви фабрики имаме да не ги набројувам? Немаше загаден воздух, сега загаден воздух. Ние луѓето сме загадени. Од нас воздухот смрди. Пријатно и убав ден да имате. Пријатно, благодарам многу. Ваква забелешка, ова е втор пат од Тор гледач. Значи, некои од гледачите веруваат дека загадувањето всушност доаѓа од самите нас. Добро, одиме понатаму, би ми било драго еве да откриете кој од каде се јавува, се разбира, со цел да ни доловите вистинската слика од местото каде што се јавувате и дали е алармантна ситуацијата и вако сте од некој друг град, онака како што е алармантна пред се во главниот град. Добар ден. Добар ден. Секој добро, на линија сте и тоа црвена линија. Овак, се јавувам од Охрид. Значи, ако веќе која сакате да знаете, се јавувам од Охрид и можам да речам и Охрид е загаден, но не во онаа мера колку што се другите загадени градови, како што се Скопје, Тетово, Куманово, Струмица, значи Кичево, но нешто е послабо. Меѓутоа, проблемот овдека е во политичарите, кога сакаат да ги избереме, обеќаат брда и долови, се ќе биде чисто, се ќе биде добро, се имаме намалување цени, се, но кога ќе дојдат, кога ќе стапнат тамо, се заборават и остануваме ние. Сега, за да да имаме чист воздух, тука треба повеќе фактори да се земат. Значи, прво градежништвото, да излезе од градовите, да не ги загадува. Значи, фактички тие го стопираат движењето на ружата на ветрови, автоматски, значи, бараат и секој најмало парче место, да го заземат, да го изградат и автоматски да постават, значи, бетон, место да се насадиме паркови, дрва, грмушки и така натака, ние одиме сами себе да се уништиме.
ако сакаме ние да немаме загадување. Меѓутоа, значи, факторот сме ние, граѓаните, значи, користиме сега, во ова сиромаштија, граѓаните користат секакви материјали за горење, за затоплување. Значи, кога би некогаш исто така, ние истите горевне нешто што беше вистина дрво, кое може да се користи и немавме вако загадување. Така е, благодарам многу. Пред секве подсетам, внимавајте на тајмер од 90 секунди, да не должам јас премногу. Драго ми е дека ви има голем број, вклучуваме веднаш нов гледач. Добар ден. Дали се ја на линија? Да, повелете. Од Кавадарци се јавувам. Во Кавадарци е стално кај нас загаден ваздухот, тоа е од фени. Оти слушам, имам информации таму што работат луѓе баш на печката и деле од Грција семки од маслинки. И тука ги гореле. Гуми рециклирани од Грција, тука ги гореле. Некои отпади, што ја знам, какви не, тука се гореле, утопилницата кај нас. Така да, од кога отворија фени, тука кај нас во општината има многу заболено од секакви видови на рак, не на дојка, не на матка, не на мозок, не на бубреги, не на секакви кожни болести има тука кај нас во градот. Толку е болен народот и тие околните села, нема здрав човек таму покрај Пени што се. Има 2-3 села таму, ама сите се болни. Нема воопшто контрола? Молим? Нема воопшто контроли? Па какви контроли кога тие што треба да извршат таму контрола му дават пари. Изгледа некои пари зима таму. А не мисле дека може и некво од неговата фамилија некој да се заболе од тие нечист ваздух. Кај нас во Кавадарци е стално загаден ваздухот и преко лето, не преко зимо. Сега некој што зборува дека од магла замрзнат ваздух едно друго. Абе, нема појма тие што зборуваат, бе. Летно време е топло, па оти па е загаден ваздухот. Значи, стално е тука загаден ваздухот. Дење, ноќе, нема дали преко ноќе или преко дење. Тоа само лаги и не знам како го матат народот, замрзнал ваздухот, па чуравата не оделана нагоре. Еве, јас ќе прочитам и коментари кои што стигна и на црвена линија, се разбира профилот кој што треба да го заследите на Facebook. Елена Ручева Павлова има напишано: сите возат автомобили, никој не пешачи. А Димитар Павлов има напишано: сите се со автомобили, порано воздухот беше чист, ама повеќе од луѓето пешачеа, сега никој не пешачи. Ете, некои од гледачите сметаа дека можеби и премногу користењето на автомобилите и густиот сообраќај се едни од клучните причини за тоа да имаме екстремно и на самиот врв да бидеме на листата во светот на најзагадени градови, но тоа не е веќе само привилегија на Скопје. Еве, слушавме како е во Кавадарци, дури и Охрид не е онака чист како што бил. А од каде ни се јавува и како е таму, ќе ни открие следниот гледач, верувам. Добар ден. Ало, добар ден, да се доискажам само. Секако, повелете. За возила што ги спомнаа. Еве, сега сакам да прашам да викнете некој стручњак да ви каже кога ново возило преоѓа во Еко 1. Дали после 4-5 година сите нови возила преоѓаат во возило Еко 1. Знаете што значи тоа? Му се запушија катализаторот и сврлат издувни гасови како да е колата од 96 година. Што ако е нова, 5 години стара, ако е катализаторот? Затоа што препорачуваат сите производители на 5-та година катализаторот треба да се смени. Ама кој ќе даде 2500 евра за катализатор? Бадијава некој се чатили дека старите коли загадуваат. Па и новите загадуваат ако имаат повеќе од 5 години ако не го смениле катализаторот. При технички преглед се вршили проверка на катализаторот? Па се врши ви мерат со сонда, меѓутоа што правиме, тоа е битното, мислам дека знаете што ние влеговме во еден систем на коефициенти каде што претходно немаме да споредиме. Кажете ми мерење на воздухот во Скопје од 80 година, дали ги имате бројките? Нема. Не се мерел понапред. Сега ние одеднаш влеговме во некој индекс и сега сакаме преку nek да ги спустиме бројките. Претходно било многу позагадено во Скопје. Знаете зашто? Имало индустрија. Клинички центар беше на нафта. Треска работеше фабриката од центар, зборам за центар. Сега што ви работи центар? Значи, мислам дека ние погрешно ги работиме работите, тоа е дека немаме компаративни елементи за споредиме како било и како е сега.
Благодарам што се вклучите и тоа по втор пат. Секако отворени сме додека трае црвена линија. Ништо нека не ве сопре, ако имате желба можете и трет пат и четврт пат. Како е да е важно да ја водиме оваа дискусија со вас, бидејќи апсолутно на граѓаните повеќе и не им е така добро кога постојано се изложени на тоа што го дишеме, а што дишеме, само сме свесни дека воздухот можеме да го видиме, има и боја, па има и вкус дури, и она што уште поужасно има и тежок мирис, тоа го знаат сите оние кои што особено во ноќта треба некаде да пешачат. Како и да е, тој директен импакт врз целокупното здравје на жителите на оваа земја. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, вие сте во црвена линија. Од каде ни се јавувате? Јас од Центар Жупа се јавам денес. Како е таму? Општина, имаме наша турска општина тука и живееме добро. Сакам да поважам многу општината си напредува, си работи своите работи, задоволни сме. Второто за ова што е загадување во ова жалосно што се програмата ви ја сакам многу, ви честам празниствена година на сите. Секако се најубаво во новата. И Божикот на вас, на сите во Македонија што живеат. И сакам да кажам дека кај нас се појавува неделно, 2 дена, месечно 5 дена да имаме завушување таа маглата што ја споминаме секој ден. Ви добро имате програма, ама овој се некои игри. Не викам во политиката, во нешто, ова само за тоа се збори. Понапред имавме 200 фабрики во бивша Југославија, воопште не беше такви проблеми, немаше и не се збореше за ова. Ја имаме 5 фабрики. Од каде во Жупа, тука сега во Папранник Центар Жупа, кај општина загадување ми имаме, а што горат 4 шпорити на дрва од бука, малку повеќе од даб, има проблеми. А што остана за Скопје, за други страни? Тоа е Богова, господова работа. Од Алоако, што се вика муслимански. Благодарам многу што се јавивте во црвена линија. Сега малку ќе одмориме со реклами и ќе продолжиме малку со вас, а потоа некаде таму пред крајот ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Ете, во ова продолжение, веднаш по рекламите, продолжуваме и со вас, гледачите, со оглед на тоа дека интересот е огромен, а тоа и сосем логично, бидејќи зборуваме за воздухот кој што го дишеме, а без воздух нема ниту живот. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Да. Добар ден, секој е добро пред се во новата 2023 и се надевам по квалитетен воздух за дишење. Добар ден, ве посакувам се најубаво. Јас сум еден малку по-големата генерација, по-старата генерација. Така? Се јавам од југот на Македонија, од Валандово. Како е во Валандово, Иве? Прекрасно, него темата ме малку тргна, да јас 73-та до 76-та година бев ученик во трговскиот центар во Бутел во Скопје. Така? Да, и тогаш имаше и магла, и смогови, и свашта, разбираш? Така. А може јас уште сум жив. Значи не сум се ни отров, ни ништо. Сега сум и пензионер, ево месец дена. Значи, не е толку страшно колку сите други што тоа го замислуват. Мора да биде нешто. Мора да се живее некако. Не може без грешки или без ова да се... А еве, нели предпочитате да имате квалитетен, свеж, чист воздух? Тоа се осеќа, верувајте ми. Ние тука доле кај нас ти го почитуваме тоа. Јас моите деца сте во Скопје, точно. Таму уче школа, таму живеат, нема проблем. Ама... Убаво е дечињата да се со розови црвени обравчиња. Да, ево вчера се отидоа, беа на гости, значи празникот сум поминал доле на село кај нас и нема проблем. Ја доаѓам често за Скопје, се тоа море. Али не е толку страшно колку се зборува. Добро, благодарам. Ете, имаме гледач кој што вели дека генерално и не е толку страшно колку што се зборува. Што ќе каже следниот гледач да слушнеме. Благодарам за јавувањето пред сеја. Добар ден за новиот гледач. Добар ден.
Ало, добро вечер. Вие сте во црвена линија. Гледач од Скопје се јавува. Да, повелете. Во врска со загадувањето. Ги слушам политичките партии, ги себе се препукаваат. Денеска гледаме на пресконференција Кочија нешто предлагаат некои мерки. Значи, на никого власта не му забранува да ги поведе тие мерки, бидејќи они се на власт, таа политичка гарнитура. И со самото тоа може да воведат мерки кои се согласно законите кои може владата да ги донесе. Скопје, како што знаеме, нема градски превоз, нема приватните возови се укинаа. Не се преземаат никакви мерки за на времето имаше пар-непар, да се намали возењето на возилата. И многу други работи, мерки кои владата може сама да ги донесе без многу помпезност, без многу да не заштити на зригане. А иначе околу загадувањето, тоа, бидејќи не мерав со многу други градови по светот, така да на дури на човек да му е незгодно дека и сам да каже дека живее во Скопје, во Европа, во центарот на Европа, а да сме толку загадени. И да сме прво место во светот. Значи, сигурно е до нас нешто. Значи, не е до никој друг. Значи, самите граѓани да пренесуваме и особено власта, секојаш власта треба било која власт да е, кога е на власт, значи мора да презема перманентни мерки за да постепено почнува да се спречува загадувањето. Така, благодарам многу и цениме тоа што и вие се вклучивте во црвена линија. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Јас сум во црвена линија. Видите, јас слушајќи ги сите овие што зборува досега. Никој не кажува за како може да се реши проблемот со загадувањето во цела Република Северна Македонија, особено во Скопје. Како? Ние сакаме или неките, граѓаните, владата и сите мора да се измешат сите енергенци постепено да се отстранува. Мора во Скопје да се воведе гасификација, имато да плување на парно, макар нека е високо од 150 катници. Најдобар начин за грејање на домаќинствата. Трето, мора дрвата да се исфрлат од употреба. Значи, тоа обавезно во сите градови. Трето, автобускиот сообраќај мора да се измени. Постепено да се воведува коли електрични или коли на водород, кои нема да вршат загадување. Дури тога ќе имаме ние средина убава, урбана, ама тоа треба малце постепено. Затоа, секој ден граѓанин треба да апелира до пратениците, до Европа, до сите, да овие енергенци постепено ги заменуваме. Не може поќе ние со чумур или со нафта, па да велиме да имаме чиста средина. Тие што е ува да имале во Дебар, таму негде кај во Берево чисто, тие нема мерни единици, и во летото е загадено кај нас, ако вака се потребува. Така, благодарам, цениме и вие што се вклучивте во оваа денешна дискусија, а сега тука дојде веќе и времето кога треба да ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата. Тука и ќе ве потсетам да не заследите особено на Instagram, каде што ќе можете секојдневно да учествувате во анкетата која што ја спроведуваме како црвена линија. А на денешното прашање дали единствено ветерот може да очисти Македонија, со да одговорија 75%, со не 25%, што значи оние кои што од Инстаграм гласа веруваат дека единствено на оваа земја ветерот може да и обезбеди чист воздух. Како и да, јас ви посакувам пред се да ми останете во добро здравје. Се разбира да продолжите да ја следите програмата на телевизија Телма, а утре, вторнички, со нов предизвик до сите вас во ново издание на Црвена линија. Тогаш се гледаме во истиот термин. Довидување од мене.